Така, Велешани се првите, односно општина Велес е првата општина каде што започнува реализацијата, односно изградбата на фитнес центар. Денеска директорот на Агенцијата за млади и спорт е овде на лице место заедно со градоначалникот да направат увид и да добиеме и подетални информации што всушност ќе содржи овој фитнес центар, кој е временскиот период за изградба и кој се ќе може да го посетува. Добар ден. Добар ден, значи да, општината Велес е една од првите општини во Република Македонија која што ќе добие нова модерна фитнес зона. Иако овој проект го најавивме некаде за почетокот на октомври годинава, сепак Агенцијата за млади и спорт во експресен рок ги заврши тендерските процедури, во соработка со општината го добивме потребното решение и одобрение за градење и веќе ги стартувавме градежните работи. Инаку фитнес зоната ќе се простира на површина од 180 квадратни метри, ќе има поставено тврда гумирана подлога и вкупно 8 реквизити, справи, кои што ќе бидат модерни по сите светски стандарди. Иако во некои општини во моментов постојат импровизирани вежбалници на отворено, сепак ова ќе бидат класични теретани. Реквизитите ќе бидат достапни и лесно пристапни за секого и за почетни корисници, меѓутоа и за лица кои што подолго време тренираат и вежбаат. И јас верувам дека ќе бидат вистински полн погодок за овие летни горештини да можат граѓаните своето слободно време да го поминат низ спорт и рекреација. Вкупната инвестиција е некаде околу 2 милиони денари за една фитнес зона, за вкупно 20 фитнес зони кои што ќе се градат низ цела Република Македонија. Буџетот на Агенцијата за млади и спорт е 20 милиони денари. Иако првичниот рок за изведба на фитнес зоните е 3 месеци за една фитнес зона, сепак во координација со изведувачот јас очекувам некаде за месец и пол до 2 и првата фитнес зона да биде готова и секако граѓаните на општина Велес, меѓутоа и на останатите општини веќе да можат да ги користат благодетите на овие средства. Во претходен разговор директорот напомена дека со овие фитнес центри ќе раководат, односно ќе бидат и вклучени стручни лица кои што ќе им бидат од голема помош на сите оние кои што ќе сакаат да ги користат се социјални или да нема никакви проблеми и да бидат обезбедени. Со мене е и градоначалникот на општина Велес. Градоначалниче, што ова значи за општината? Па добро, знаете самите дека рекреацијата е во нагорен тренд во цела Република Македонија, посебно во Велес. Јас бев како градоначалник пријатно изненаден кога директорот на Агенцијата за спорт и млади се јави и покрај тоа што беше најавено дека ќе се градат овие центри после октомври, негде новембар месец, он се јави пред 2 месеца, побара хитна постапка што може да направиме околу локацијските услови, околу целокупната документација. Знаете, кога се гради мора да се гради согласно законот. Ние тоа го направивме на обострано задоволство во рекордно време и еве денеска може да видиме како веќе се отпочнати припремните работи и многу скоро очекувам дека ќе видиме и првите справи поставени токму тука. Задоволството е уште поголемо што Велес е првата општина каде тоа што се изведува. Јас морам да упатам благодарност до владата на Република Македонија, до Агенцијата за спорт и млади за нашата взаемна соработка. Оваа година во нашиот град се изградени неколку спортски објекти. Во завршна фаза е игралиштето, повеќе наменското игралиште во Вашино село, кое впрочем и предградија на Велес, скоро ќе биде дел од Велес. Почињаме друг проект, а многу брзо очекуваме да почнеме и третиот проект со промена на кровната конструкција, повторно заеднички, Агенцијата за спорт и млади и општина Велес на спортската сала Геймиџи. Само да напоменам дека и пред неколку месеци се пуштени и двете тениски игралишта, пуштено е повеќе наменското игралиште во село Каласлари, повеќе наменско игралиште во село Иванковци. Тоа говори дека Агенцијата има сериозен партнер во општина Велес и ние уште од сега се договараме и за неколку нови проекти. Тука се 4-5 игралишта, односно локации, да видиме кои ќе се изберат за стрит баскет игралишта низ градот и околните места. Значи ова е пример за една добра, одлична соработа помеѓу градоначалникот, општина Велес, Агенцијата за спорт и млади, односно владата на Република Македонија. Локацијата каде што ќе биде изграден овој фитнес центар е градскиот парк во Велес. Морам само да напоменам дека и досега велешани максимално го користат градскиот парк за рекреација и спортување, така што од сега ќе биде уште по атрактивна локација и се надевам дека ќе им биде од голема корист на сите велешани, па и оние кои што го посетуваат Велес. Студио, доколку немате прашања, овде се одјавуваме.